Исто судењето во предметот на специјалното јавно обвинителство тендери, каде прво обвинета е поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска, е одложено за 13 март. Судот тогаш треба да се изјасни за барањата на одбраната да биде отфрлено вештачењето, кое е круцијален доказ во постапката. Од одбраната тврдат дека вештачењето било необјективно, а дополнително за нив спорно е и тоа што вештачењето било направено од странско правно лице кое имало подружница во земјава. Но и како што тие тврдат, лиценците на двајцата вештаци во случајот биле изминати во моментот кога тие побарале увид во документацијата на Министерството за култура. Дополнително адвокатката во одбраната Сања Алексиќ побара од специјалното јавно обвинителство да бидат доставени и аудио снимките кои се основа за обвинението. Предлагам да ги погледнеме изјавите на одбраната. Имате завршена истрага, подигнато обвинение со тоа претпоставува дека вештачењето е готово. Месец дена после изготвувањето на вештачењето и повеќе имате барање за нови факти да се утврди од Министерството за култура. И потоа тоа се обидува да се ретерира со тоа што има меѓусебна кореспонденција помеѓу нарачителот на вештачењето, јавното обвинителство, и изготвувачот на вештачењето. Советот за оценка на обвинителен акт, иако ги имаше овие податоци и за тоа дека е странско лице кое што не може воопшто да вештачи, и за истечените лиценци, нема ниту еден ред, ниту еден збор дека тоа го прифаќа или одбива. Едноставно одат со еден паушален израз дека се ќе се одлучува на главната расправа. Токму така, инаку од специјалното јавно обвинителство истакнаа дека приговорите кои денеска биле изнесени во судот биле претходно отфрлени како неосновани од Советот за оценка на обвинението. Оттаму тврдат дека понудиле на одбраната да се запознае со аудио снимките и дека денешните барања се со цел одолговлекување на постапката. Инаку предметот на специјалното јавно обвинителство тендери, во кој прво обвинета е поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска, се води за злоупотреба на тендер за извршени градежни работи во музеот на ВМРО, кој е дел од проектот Скопје 2014. Судењето ќе повторам одложено за 13 март, до тогаш судот треба да се изјасни за барањата на одбраната. Тоа би било се за ова линковско вклучување со повеќе детали во следните информативни изданија.